Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. Се прават плански подготовки за проширување на патниот правец Штип-Кочани. По завршените јавни расправи за еколошкото влијание и економската оправданост на проектот, во тек е геодетското мерење на земјиштето и изготвувањето на проектната документација. Државата не се откажува од најавеното проширување на патниот правец меѓу Штип и Кочани. Според планирањата, од сегашната категорија на магистрален, тој треба да прерасне во експресен пат, односно да овозможува проток на поголем број возила и поголема брзина на движењето. Проширувањето на коловозот треба да овозможи и поголема безбедност во сообраќајот, односно да се избегнат сегашните црни точки, што често се причина за сообраќајни несреќи. Од јавното претпријатие за државни патишта, кој е носител на проектот за реконструкција и проширување на патот, потврдуваат дека подготвителните работи се веќе започнати, а дел од нив треба да завршат до почетокот на идната година. Штип-Кочани моментално се врши проектирање. Проектирањето се очекува да биде готово некаде јануари 2015 година, пошто ќе се аплицира до Светската банка до Европската банка, значи кој што веќе се преговара со нив, значи за проширувањето на патот, значи од сегашните 7 на негде околу 11,4 метри. Тоа значи ќе има патот 2 ленти за возење и 2 ленти за застанување. Значи ќе имате 2 ленти од 3,5 метра за возење и плюс 2 ленти од 2,5 метри за застанување, што ќе може да се искористат да поспорите возила се трнат на страна кој ќе дојде до пристигнување. Со реконструкцијата на патниот правец меѓу Штип и Кочани се предвидува истиот да се претвори во експресен со должина од околу 27 километри. За оваа намена планирано е да се потрошат 56 милиони евра. Проширувањето беше потребно од одамна, особено што патниот правец овозможува меѓународно сообраќајно поврзување, а условите на коловозот се под потребните стандарди за тоа. Освен ова, целата делница поминува низ неколку населени места, со што е намалена безбедноста на местното население, односно се случија поголем број сообраќајни несреќи со човечки жртви, материјална штета и тешки телесни повреди. До 13 октомври е продолжен рокот за мерката еднократен отпис на долгови. Во Центарот за социјални работи во Кочани барање поднеле 800 граѓани. 800 граѓани од Кочани поднеле барање за отпис на долговите. Дел од нив имаат ниски суми, но некои доста високи, што покажува дека кочанските граѓани имаат долгови. Центарот за социјални работи не навлегува во количината на сумата која треба да биде отпишена. Оти таму само се поднесуваат барањата, а дали истите ќе бидат прифатени или не, одлучува Министерството за финансии. Инаку, мерката за отпис на долгови стартуваше од 18 август. Сега рокот за аплицирање е продолжен до 13 октомври. Опфатени се 3 категории на граѓани, а тоа се корисниците на социјална и постојана парична помош, невработените лица, активни баратели на работа во текот на 2013 година и лицата кои се нашле во одреден социјален ризик, односно оние кои претрпеле смрт во семејството, потешка болест или инвалидитет во периодот од 2009 до 2013 година. Отпис на долгови може да се побара за долгови настанати до 31.12.2013 година, за кредитни картички, пречекорување на трансакцијски сметки и потрошувачки кредити кон деловните банки и штеделниците, електрична енергија кон ЕВН, топлинска енергија кон топлификација и радиодифузна такса кон МРТВ. За поднесување барање во центарот, барателот треба со себе да носи копија од лична карта, ако е во брак, и лична карта на брачниот другар, извод од матична книга на венчани, писмена согласност од лицето и од брачниот другар за обезбедување податоци за статусот и долг од надлежните институции и доверители. Зависно од причината која се бара, треба да се поседуваат и следниве документи. А ако лицето кое поради смрт на брачниот другар не може да ги плаќа долговите, задолжително треба да се достави извод од матична книга на умрени за брачниот другар. Градежните работи за доизградба на канализационата мрежа во Облешево се пред почеток. Од јавното комунално претпријатие очекуваат тоа да ги реши проблемите со собирањето на фекалните води, зашто наскоро ќе започне со наплата на такса за одржување на канализацијата. Општина Чешиново Облешево најавува реализација на проектот за решавање на проблемот со собирањето на фекалните отпадни води во Облешево. Постојната канализациона мрежа ќе се проширува со цел да се опфатат што повеќе домакинства кои досега за таа намена користеа септички јами. Подготовките за реализација на проектот се во завршна фаза,
а во комуналното предпријатие Облешево потврдуваат дека до изградбата на канализацијата ќе започне наскоро. Моментално сме на почеток на доизградба на канализацијата во село Облешево, а фирмата изведувач е веќе присутна тука и се очекува во секој момент да се стартува со работите. Она што ние како јавно комунално предпријатие овдека го преземаме е тоа дека до крајот на овој месец, практично со завршетокот на септември, сите граѓани, односно корисници на канализацијата, кои што се приклучени веќе во канализацијата, треба да добијат соодветно решение за приклучок, и тоа е во постапка, така што веќе со нареден месец ние отпочнуваме со наплата за одржување на канализацијата и сите граѓани треба да го регулираат тоа со добивање на решение. Сепак, кај поедини случаи имало одбивање на услугата што ја нуди комуналното предпријатие за одржување на канализацијата. Поради тоа, одговорните во предпријатието во соработка со Општинската комунална инспекција ќе ги посетат овие семејства, за да им укажат дека мора да се стави ред во користењето на комуналните услуги. Апелирам и граѓаните да не вршат приклучоци самоволно, посебно на атмосферската вода во канализацијата, која што дополнително ќе прави проблеми, посебно во услови, како што гледаме дека во последно време се случуваат обилни врнежи од дожд, мора да се најде друго решение во соработка со нашата општина, која што треба да изведе и да има некој план за одведување на атмосферската вода, во спротивно се прави проблем со канализационата мрежа и ќе се случи да се јави поврток на целата фекална канализација во домовите. Собирањето на фекалните води во Облешево е едно од најважните комунални прашања на кои инсистираат граѓаните, а тоа стане поизразено со обилните врнежи од дожд во текот на летото, кога беа поплавени повеќе подруми, дворови и градини. За решавање на проблемот ќе се користат средства од општинскиот буџет, од државата и од други извори. Децата без родители и родителска грижа ќе изучуваат англиски јазик и работа со компјутери. Барањата за курсевите се поднесуваат во Центарот за социјални работи, најдоцна до 30 септември. Бесплатни курсеви наменети за деца без родители и родителска грижа спроведува Центарот за социјални работи Кочани. Заинтересираните што ќе се пријават ќе изучуваат англиски јазик и информатика, односно работа со компјутери. Курсевите може да ги изучуваат и лицата кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители. Во оваа категорија спаѓаат сите заинтересирани изгрижувачи, односно старатели на деца без родители и родителска грижа, дечиња кои што се сместени во установи за социјална заштита, мал групен дом, дечиња кои што се ставени под старателство, на близок сродник, и приоритет пред се ќе имаат дечињата кои што се сместени во згрижувачко семејство и дечињата кои што се во установите за социјална заштита, и лицата кои што се невработени до 29 години се водат на евиденцијата како невработени лица. Курсевите ќе траат 2 месеци и заинтересираните ќе имаат часови 2 пати во неделата по 90 минути. На крајот од курсевите ќе добијат сертификат за завршено ниво, курс по англиски јазик и по офис автоматизација. Барањата за посетување на курсевите може да се поднесуваат во Центарот за социјални работи најдоцна до 30 септември. Локалната самоуправа на Кочани започна да ја користи предлог листата за имиња на улици што ја усвои овој состав на Советот. На седницата на Комисијата за култура е усвоен предлогот за именување сообраќајница на влезот од Кочани во близина на зоната лесна индустрија. Името Оризова ќе го добие улицата во местноста Виничка вада во близина на објектот на компанијата Антура. Тоа е еден од предлозите што се најде на листата за именување на улиците во градот, а што ја усвои Советот на општина Кочани. Оваа сообраќајница што ќе се именува ќе биде сервисна за стопанските објекти што ќе никнат на локацијата, а потребата од именување се јавила поради обезбедувањето адреса на нивното седиште. Предлогот да се одобри користењето на името се најде на седницата на Комисијата за култура, каде беше едногласно прифатен, а дополнително образложение даде секретарот на општината Петар Апостолов. Започната изградба на еден од капацитетите, тоа е капацитетот на фирмата Антура,
и веќе имат барање, поднесено барање за регистрација на фирмата во општина Кочани, бидејќи на седиштето се наоѓа на оваа улица која не е именувана. Потребно е да се донесе одлука на Советот со која ќе се определи име на улицата, кое име е исцрпено едно од листата што е за која веќе дадена согласност на владата на Република Македонија. По усвојувањето на предлогот од Комисијата за култура, истиот ќе се најде на разгледување и пред советниците на седницата на Советот, закажана за впеток. Осоговското духовно и материјално културно богатство зачувано и прикажано во 60 фотографии, како дел од изложбата Осоговско рурално културно наследство, што беше отворена во етнокуќата во Кочани. Автори се Илинка Атанасова и Љубинка Ајтовска. Фотографии од Кочанскиот дел на Осоговијата се поставени во етнокуќата во Кочани како дел од програмата за денови на Кочанскиот ориз 2014 и Европските денови на културното наследство. Автори на изложбата се Илинка Атанасова и Љубинка Ајтовска. На фотографиите се представени фрагменти од етнолошкото наследство од занајчиството, градбите и обичаите карактеристични за осоговските села Полаки, Лешки, Бели, Пантелеј, Костиндол. Со оваа изложба сакаме да упатиме порака дека нашиот кочански дел од Осоговијата чува извонредно духовно и материјално културно богатство, кое ние се обидовме да го сочуваме и да го прикажеме овде преку 60 на фотографии, и тоа од делот на етнологијата, на занаетчиството, на архитектурата, на световните објекти, и сакаме да порачаме дека можеби оние објекти и предмети со кои се служеле нашите предци изгледаат примитивно и заостанато, но тоа се нашите извори, нашата традиција на која треба да се повикуваме и со која треба да се гордееме. Кочани е еден од 10 градови во Република Македонија кој се вклучува во одбележување на деновите на културното наследство. На отворањето на изложбата, освен авторот Ајтовска, зборуваа и Глигор Димитров, претседател на местната заедница Полаки, со чија помош авторите ја изработија монографијата за Полаки. Инаку Димитров е изворен познавач на Осоговскиот крај. На присутните им се обрати и човекот кој долги години работи како учител во две од споменатите села, Лешки и Полаки, и одлично го познава Осоговскиот крај, Симеон Каров. Тој се осварна на обичаите, традициите и начинот на живење на луѓето, занимањата, предметите со кои се служеле нашите луѓе од Осоговскиот крај, и успеа фотографиите да ги приближи до посетителите. Преку фотографиите, авторите успеаја да доближат сегменти од богатството што во себе го чуваат селата. Го чуваат толку колку што нешто може да се зачува од забот на времето. Пораката која што ја испраќаат авторите преку оваа изложба е дека не треба да го заборавиме изворот и нашите корени. Годинава првата награда од конкурсот за фотографија на тема рурално културно наследство што го распиша Музејот на Македонија ја доби фотографијата од Кочани на 14 годишниот Теодор Ајтовски, на која е фотографиран Ристо Стојанов, еден од 9 на браќа Стојанови што го ширеа изворниот фолклор од Осоговско ширум Балканот. Фотографијата на Стојанов ќе биде изложена и во Страсбург, како и на изложби во земји ширум Европа. Екопроект КО остварува соработка со училиштата од источниот регион во проекти за заштита на животната средина. Подпишан е договор и со основното училиште Дедо Илјо Малешевски од Берово. Екопроект КО и основното училиште Дедо Илјо Малешевски од Берово подпишаат договор со кој отпочна заедничка соработка. Отпадот од секундарните суровини ќе се транспортира до собирниот пункт на екопроект лоциран на влезот од Кочани. Екопроект остварува соработка со повеќе училишта, но и со сите останати физички и правни лица во општините од источнопланскиот регион. Екопак Хит донира садови за селекција на отпадот од пакување, Екопроект КО го откупува. Денеска го подпишавме договорот со основното училиште Дедо Илјо Малешевски од Берово, така да ја продолжуваме соработката со сите општини во источнопланскиот регион, не само со правните лица, туку и со сите училишта, и ја спроведуваме програмата Биди модерен, селектирај паметно.
Од основното училиште Дедо Илио Малешевски од Берово велат дека штотук од почнатата соработка со водечката компанија во регионот од оваа дејност, во иднина ќе се интензивира. Денеска е прва средба заедно со Билјана. Таа плоди со резултат подпишавме договор кој што во иднина нашето училиште ќе имаме заедничка соработка и сите активности кои ќе се реализираат во Еко Пакхит, заеднички ќе ги следиме и ќе реализираме и нашето училиште. Во оваа активност ќе биде вклучен на екоодборот од нашето училиште, понатаму секцијата за екологија, ќе ги вклучиме сите наставници и сите ученици. Од вака во споставената соработка бенефитот е двоен. Освен заштитата на животната средина во училиштата преку ослободувањето од суровините, тие од екопроект добиваат значајни финансиски средства кои служат за реализација и на други проекти за подобрување на условите за работа. Центарот за култура Бели Мугри со писмено соопштение ја информира јавноста за случувањата со представата за деца Цветната улица. Имено, целосната организација на представата била на центарот, а за присуство на неа не биле планирани, ниту поканети, ниту пак присуствувале ученици од сите основни училишта од Кочани. За присуство не биле планирани, ниту пак дошле сите оделенија од оделенска настава. На учениците кои не ја гледале представата, не им биле наплатени влезници. Центарот за култура ќе го испита случајот зошто некои ученици не можеле да присуствуваат на представата. И доколку се дојде до заклучок дека за настанот има виновници кои се вработени во центарот, ќе бидат преземени соодветни мерки, се вели во соопштението од Бели Мугри. Општинската организација на Црвен крст се приклучи кон одбележувањето на неделата на хумани вредности. Преку танцувањето, младинците ќе испратат порака за разновидноста на културите и толеранцијата, диалогот и соработката, взаимната доверба и разбирањето како најдобри гаранции за мирот и соживотот. Секоја година покрај обуката за дисеминација, 1200 младинци од цела Македонија на возраст од 14 до 18 години добиваат и обука како да изработуваат мали проекти за добробит на своите заедници. Оваа година од страна на младинците учесници во ПХВ циклус од 2013-2014 изработени се рекордни 210 мали проекти преку кои им е директно помогнато на 4055 лица. Имајќи предвид стратегијата 2020 на Црвениот крст на Република Македонија, во која третата стратешка цел е унапредување на социјалната вклученост и култура на ненасилство и мир, од 5-3 години е воведена нова недела во традиционалниот календар на активности, недела на промоција на хумани вредности од 21 до 27 септември. Настанот во целата држава ќе се одржи на 27 септември со почеток во 12 часот на плоштадите во секој град каде има канцеларија на Црвен крст, меѓу кои и Кочани каде овој настан ќе се одржи во трговскиот центар. Во рамките на националната програма на Црвен крст на Република Македонија, Црвен крст во акција промоција на хумани вредности ја бележи ПХВ неделата која е од 21 до 27 септември. Оваа година на 27 септември во 12 часот во секој град низ државата ќе се одржи заедничко танцување со цел да се промовира и да се испрати порака за разновидноста на културите, толеранцијата, взаимната доверба и соживот. Оваа година во рамките на одбележувањето на неделата на промоција на хумани вредности ќе се организира заедничко танцување познато како флешмоб. За таа цел подготвена е кореографија на песната Happy од Фарел Вилијамс од страна на професионален танчер. Следува спортската информација. Дерби на колото во третата лига. Во Кочани се сретнаа Осогово и Бргалница Голак. Надпреверот заврши со 1:0 за домакинот и со оваа победа Осогово се приклучи кон врвот на табелата.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на kanal8.mk.